Вести на Канал 8. Добар ден. Општина Кочани годинава ќе реализира програмата за заштита на населението од заразни болести, за што се предвидени околу 5000 евра. Според планот, ќе се действува на 3 подрачја, односно на испитување на водата за пиење, превентивна дератизација и на контролирање на водата што се користи за рекреативни потреби. Над 280.000 денари планира да потроши локалната самоуправа на Кочани за спроведување на општите мерки утврдени во програмата за заштита на населението од заразни болести на подрачјето на општината во 2016 година. Со реализирањето на оваа програма треба да се обезбеди исправна вода за пиење во руралните средини, да се изврши превентивна дератизација, како и да се обезбеди исправна вода во градскиот базен за рекреативни потреби. Рокот на тендерот за избор на давател на услугите истече пред 1 ден и по комплетирањето на постапката ќе се овозможи реализирање на споменатите активности според однапред утврден редослед. Според техничката спецификација во тендерот, предвидено е за следење на квалитетот на водата во планинските населби и обезбедување на безбедна вода за пиење на жителите во ридско-планинските села кои не се поврзани на регионалниот водовод во Кочани, да се изврши испитување на вкупно 54 примероци на водата за пиење од јавните изворишта. При тоа, 4 пати во текот на годината ќе се следи квалитетот на водата од јавните водоводи во Полаки, Нивичани, Лешки, Јастребник и Пантелеј, како и во Кочани од јавните изворишта како што се Усова чешма, Белска чешма, Минова чешма, Партизанска чешма и пумпата кај Бавчалук. Исто така, 2 пати годишно треба да се следи квалитетот на водите од 2 чешми во селото Рајчани и една во селото Лешки, како и од Шарена чешма, Арнаутска чешма, Партизанска чешма кај Пониква и чешмата кај местноста Преслап. Заради обезбедување на исправна вода за рекреативни потреби, а со цел да се заштити од загадување водата во можните капалишта, планирано е да се испитаат 2 примероци на површинските води од езерото Градче и 1 примерок вода од горниот тек на Оризарска река. Во делот на заштитата од преносители на заразни болести, општината планира да се спроведе општа дератизација за што ќе се набават 240 кг кумарински препарати. Со нив ќе се изврши превентивна дератизација на градската депонија, како и на канализацијските системи во Кочани и селата Оризари, Прибачево, Грдовци, Мојанци, Горни Долни Подлог и Тракање. Преку проекти невладината Авена во соработка со Ромскиот едукативен фонд им помагаат на учениците роми во полесно совладување на материјалот по македонски јазик и математика. Се одржуваат по 2 часа неделно, а предавањата ги вршат лица тутори. Во Кочани се опфатени 76 деца од ромска националност. 3 училишта од Кочани вклучени во проектот добија и донација принтери како дел од активноста. Пред 1 месец училишен прибор, сега принтери добија училиштата вклучени во проектот Туторска подршка на ученици роми кои учат во основното образование во Република Македонија. Станува збор за училиштата Рада Кратовче, Никола Карев и Малина Попиванова од Кочани, кои се вклучени во проектот, што има за цел да им се помогне на учениците роми во совладувањето на наставната програма по предметите македонски јазик и математика. Донатор на проектот е Ромскиот едукативен фонд, а носители се Ромски ресурсен центар и Сонце од Тетово. Партнер е невладината Авена. Проектот е финансирано од Ромски едукативен фонд Будимпешта, исто дополнително и Министерството за образование и наука. Проектот го координират Ромски ресурсен центар од Скопје, Сонце од Тетово, а ние како Авена сме како партнери, локални партнери на проектот. Целта на проектот е да бидат опфатени ученици кои што помалку заостануваат во совладување на наставните содржини и посебно програмите од Кембридж за математика и природни науки. Лица ги вршат овие обуки, редовно имат по 2 часа учениците и ефикасноста е доста голема. Со реализацијата на овој проект, туторство за секој ученик ром во нашето училиште и добрата и ефикасна соработка со невладината организација Авена од Кочани и председателот Драган, како и Издруженијето на граѓани за подршка на маргинализирани заедници Ромски ресурсен центар, како донација добивме принтер. Дополнителен партнер е Министерството за образование и наука, кое што учествува со ангажирање на 20 локални образовни медијатори роми во 16 општини во државата, кои што на учениците им одржуваат по 2 часа неделно, а во Кочани се опфатени 76 деца од ромска националност.
Полицијата во Кочани поднесе кривична пријава против 21-годишниот ДР од село Мородвис, општина Зрновци, поради постојање основи на сомнение за сторено кривично дело тешка кражба. Пријавениот на 26 јануари во куќа на улица Евлија Челебија во Кочани, во која живеел како подстанар со употреба на подесен алат, влегол во спратот во куќата и по извршеното претурување во сите соби од кујната одзел 2000 евра. Полицијата ги истражува деталите околу кражбата. Во локалната самоуправа на Чешиново Облешево беше промовирана монографијата за селото Чифлик од авторката Славица Цветкова од Кочани. Тоа е нејзина трета книга од таков вид, како дел од книжевниот проект посветен на населените места во оваа општина. Желбата да се остави печатен истражувачки материјал базиран на историографски податоци е главниот мотив да се пишува монографија за населените места во регионот. Токму тоа е и поводот да се создаде монографијата со наслов Селото Чифлик, општина Чешиново Облешево, како најново авторско дело на Славица Цветкова, беше речено на промоцијата на книгата што се одржа во просториите на локалната самоуправа во Облешево. Станува збор за пишуван материјал, што е дел од проектот што го има замислено авторката за објавување монографии за населените места од општината Чешиново Облешево. До сега такви книги таа издала за селата Теранци и Кучичино, а трудот посветен на Чифлик дошол како резултат на интересот и соработката што била остварена со жителите на селото. Тие помогнале во собирањето на податоците, фотографиите и другиот материјал што послужил за создавање на книгата, а авторката користела и други извори. Користев досега објавени публикации, користев објавени информации од медиумите. За среќа во нашата општина имаме една богата архива од медиумите, било електронските, било печатените. Користев од Државниот архив на Македонија податоци. Значи, контактирав постојано со жителите на Чифли кои што во моментот живеат таму, но и оние што се во Кочани, во Штип, во Скопје. Контактирав со оние што живеат во Германија, во Австралија, затоа што сега е полесно нели за контакти преку електронските медиуми, преку мрежите. Сите беа расположени за соработка и затоа и излезе оваа книга. Промотори на монографијата за селото Чифлик беа Иван Котев и Вера Анастасова, при што тие рекоа дека авторката се зафатила со задача за собирање податоци што бара многу труд, знаење и истражување, а на крајот успешно ги вклопила во 80-тината страници на книгата. Како продолжение на својот проект, Цветкова рече дека планира да пишува слични книги посветени на останатите населени места, при што најверојатно следниот труд ќе биде посветен на селото Облешево. За тоа веќе била искажана подготвеност за соработка од неговите сегашни и поранешни жители. Писмени и устни препораки за внимателно и одговорно возење добија граѓаните на општина Виница во рамки на националната кампања на Републичкиот совет за безбедност за подигање на јавната свест за одговорно учество во сообраќајот. Активноста се спроведува во соработка со сообраќајното оделение во Виница. За само 2 месеца од почетокот на годината на територијата на општина Виница се случиле 5 сообраќајни незгоди, во кои нема ниту загинати, ниту повредени. Но минатата година анализите на Општинскиот совет за безбедност во сообраќајот го потврдуваат влошувањето на општата состојба во сообраќајот. Ако 2014 имало 55 сообраќајки, 2015 има 61, во кои загинати нема, но има 8 лица кои се здобиле со тешки телесни повреди. Причините се општо познати и затоа се засилуваат кампањите за подигнување на јавната свест пред секај шоферите. Устни и писмени препораки за носење сигурносен појас, внимателно и одговорно возење се делеа и во Виница. Борче Стојановски, претседател на Општинскиот совет за безбедност во сообраќајот и сообраќајното оделение во Виница, на терен ги предупредуваа директните учесници во сообраќајот, делеа флаери и упатуваа совети.
Акцијата е во рамките на националната кампања на Републичкиот совет за безбедност. Целта на кампањата е да им се укаже пред се на младите луѓе дека брзото возење, употребата на мобилен телефон и конзумирањето алкохол при управување со моторно возило се главните причини за сообраќајни несреќи и истите тие во комбинација со неискусен возач може да бидат предизвикувачи на сообраќајни несреќи со фатални последици. Инаку, во светски рамки, според статистичките податоци, сообраќајните несреќи се причина број 1 за смртност кај младите на возраст од 15 до 19 години и втора причина за смртност кај младите од 20 до 24 години. Во Македонија во 2015 година во сообраќајки загинале 144 лица, а од почетокот на 2016 животот го загубиле 9 лица. Уште една успешна хуманитарна акција организираа учениците од средните училишта за помош на Методи Митев. Штанд за донации беше поставен во Средното општинско училиште Љупчо Сантов. В сабота пак за помош на Митев ќе се одржи концерт во Трговскиот центар. Уште еден штанд за помош на Методи Митев поставен во гимназијата Љупчо Сантов. Учениците од основните и средните училишта ја покажаа хуманоста. Продаваа мечиња, срциња и книги од авторите Љубинка Давидовска и Јана Дедова со цел собирање средства финансиски да му помогнат на Методи Митев, кој боледува од хередитарна параплегија и му се потребни средства за операција во Кина, за да може повторно да застане на нозе. Акцијата помина успешно, а ќе се организира и во другите основни и средни училишта во градот. Хуманитарните акции за Методи Митев продолжуваат со тоа што овој период во средните и основните училишта ќе се имплементираат активности, тоест штандови со продажба на книги, срциња и мечиња и сите средства собрани од продажбата на тие предмети ќе бидат наменети за нашиот сограѓанин Методи Митев, на кого му требаат пари за операција во Кина. Досега сме задоволни од продажбата на тие предмети и се надеваме дека и во наредниот период и денови ќе продолжи исто така успешно да се реализира самата активност. Инаку, в сабота на 5 март со истата цел, собирање средства за помош на Митев, во Трговскиот центар, повторно учениците од кочанските училишта ќе организираат хуманитарен концерт, на кој ќе настапат кочански локални групи и учесниците во детскиот фестивал Музички бранови. Граѓаните ќе можат да донираат со тоа што ќе имаат можност да си купат дел од предметите што ќе се продаваат на штандови во Трговскиот центар. Следуваат информациите од спортот. Штипска брегалница и работнички од Скопје одиграа нерешено на стадионот Никола Мантов во првиот полуфинален надпревар од фудбалскиот куп на Македонија. Реваншот се игра во средината на идниот месец, од што ќе зависи која од двете екипи ќе игра во финалето, каде противник најверојатно ќе и биде Тетовска Шкендија. Без победник заврши првиот полуфинален надпревар од фудбалскиот куп на Македонија меѓу Штипска брегалница и Скопски работнички. Средбата што се одигра на стадионот Никола Мантов во Кочани, каде штипјани беа домакини, не навести која од двете екипи ќе игра во финалето. И покрај обидите на играчите од двата табори да направат резултатска предност, крајниот епилог од играта е по еден постигнат регуларен гол на двете страни. Првото полувреме од надпреварот помина во бледа и неангажирана игра, што повеќе личеше на долго испитување на силите и страв да не се направи несакана грешка. По голема иницијатива имаа скопјани, кои дури создадоа и две посериозни шанси, што останаа без завршница, па првите 45 минути поминаа без погодок. Резултатот беше откриен во второто полувреме, кога во 63-та минута Нацев постигна гол за штипјани и им донесе радост на своите соиграчи. Сепак, гостите од Скопје не се предадоа, го засилија нападот и по само 10 минути, во една шанса пред домашниот гол, Станковиќ играше со рака во сопствениот 16-тник, поради што судијата Мечкаровски досуди удар од 11 метри. Сигурен во шутот од белата точка беше Алти Пармаковски, со што му донесе изедначување на работнички. Сепак, до крајот на надпреварот немаше промена на силите на теренот, а на 5 минути пред последниот свиреш на судијата, домашниот напаѓач Митров постигна гол, но погодокот беше поништен заради игра во недозволена позиција. Возвратниот меч и одлуката за финалистот ќе се игра во Скопје на 13 април. Во вториот полуфинален меч пак се сретнаа Турново и Шкендија и тетовци со победа од 2:0 пред реваншот на домашен терен, повеќе од веројатно е дека го обезбедија учеството во финалето на купот.
Уште една информација од спортот. Фудбалскиот клуб Осогово ги исплати обврските кон фудбалерите и ги продолжува подготовките пред почетокот на продолжението од првенството. За наредните неколку дена се договорени 2 контролни надпревари, на кои кочанскиот третолигаш ќе игра во гости. Управата на Осогово ги расчисти обврските што клубот ги имаше кон играчите и техничките лица за ангажманат во месец февруари. Според известувањето, исплатени се надоместоците за патни трошоци и хранарина за сите фудбалери, како и за тренерот и домакинот на екипата. Со тоа, создадени се нормални услови за работа, а на последниот тренинг тимот работел во полн состав. Од клубот велат дека меѓу играчите веќе се чувствува позитивна атмосфера и посериозен пристап кон подготовките. Редовните термини за тренинг на стадионот Никола Мантов се почитуваат, а истовремено со редовните кондициони и тактички подготовки. Договорени се и пријателски контролни надпревари за проверка на формата на фудбалерите. В четврток е закажано гостување во Штип на средба со екипата на Баби, а в недела ќе се одигра уште еден надпревар во Македонска Каменица против Саса. Завршија вестите на Канал 8. Ви благодариме што бевте со нас. Имајте убава вечер. Довидување.